Смелите чекори кои ги направивме изминатава година за напредување на работењето со цел да се доближиме до институциите за регистрација во светот, поврзувајќи се со земјите од регионот, но и пошироко, ме прават посебно горда. Во изминатава година работата на Централниот регистар ја одбележаа низа развојни проекти. Во октомври годинава Централниот регистар ја изработи својата среднорочна стратегија со која се детерминира развојот на институцијата во наредните 4 години. Од идниот развој би сакала да ги споменам имплементацијата на регистарот на вистински сопственици, која ќе представува усогласување со Европската директива за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам. Понатаму не очекува развој интегриран систем за обезбедени побарувања со кој ќе придонесеме кон подобрување на пристапот до финансиски средства за приватниот сектор, базирани на обезбедени подвижни предмети и права. Централниот регистар на Република Македонија, како дел од заклучоците за статусот на реализација на мерките за подобрување на деловното обкружување и согласно препораките на извештајот Doing Business 2018 на Светска банка, креираме платформа за отпочнување на бизнис која ќе представува заедничка организациона поставеност и технолошка интеграција со стандардизирана размена на податоци помеѓу Централниот регистар на Република Македонија, Управата за јавни приходи и Агенцијата за вработување на Република Македонија. Целта е задоволување на потребите на субјектите, бизнисите, кои се основаат, односно за проширување на едношалтерскиот систем и понатамошно олеснување на постапката за отпочнување на бизнис, регистрација за ДДВ цели и вработување. Иницииравме соработка со владата на Кралството Шведска и Шведскиот регистар со цел да се поддржи напорот на Централниот регистар за трансформација кон целосно сервисна организација и стандардизација на процесот на обезбедување услуги согласно потребите на бизнис секторот, но и на сите граѓани на Република Македонија, кои имаат потреба од нашите услуги. Преседавањето на Централниот регистар на Република Македонија на најзначајниот форум на светските бизнис регистри во 2019 година е уште еден доказ за успехот и стабилноста што нашата институција ја бележи во мрежата на истородни институции ширум светот. Помеѓу значајните обележи изминатава година се континуираното подобрување на онлайн системите и сервисите, електронското поднесување на годишни сметки, уписите на основања, промени и бришања во трговскиот регистар, се поголемиот број на корисници на интердистрибутивен систем, надградбата со нови услуги преку истиот и 24-часовна достапност на информациите и многу други проекти и активности кои се од особено значење за сигурноста на субјектите во правниот промет. Проектот на кој сум посебно горда и поради кој сме собрани денес тука е регионалниот регистарски портал. Проектот започнува со подпишување на меморандум за соработка помеѓу Централниот регистар на Република Македонија и Агенцијата за деловни регистри на Република Србија, а беше поддржан од страна на Европската банка за обнова и развој. Со завршувањето на проектните активности, порталот преминува во својата институционална фаза на развој, за чија цел овие 2 дена организираме работилница со присуство на повеќето регистри од регионот и на која ќе биде потпишан договорот за воспоставување на управувачко тело на порталот помеѓу македонскиот и српскиот регистар. Регионалниот портал ќе прерасне во централно место за добивање на корпоративни и финансиски податоци со споредбени деловни податоци за правните субјекти, како и информации за регистрираните сопственици, компаниите и нивните финансиски показатели со микро и макро извештаи и анализи кои опфаќаат податоци и графички прикази за корисниците од целиот регион и пошироко. Сите сервиси и услуги ќе бидат достапни на повеќе јазици. Ќе биде овозможено онлайн нарачунување и плаќање на истите, како и приклучување на земјите од регионот кон истиот. Веќе во следната фаза, регионалниот портал треба да представува институционална рамка за креирање на заеднички пазар на подрачјето на Западен Балкан во поглед на регистрацијата, известувањето и размената на корпоративни и финансиски податоци. Дозволете ми уште еднаш да упатам честитка до корисниците и до вработените на институцијата која гордо ја предводам. Чест и задоволство што ми имам вашиот успех, посветеност и тимска работа е и мој личен императив. Токму затоа и во иднина продолжуваме да се залагаме за проекти кои потикнуваат мотивација,
успех и развој. Ви благодарам.